Со Богородица стоиме под крстот. Размислувања на мајката. Кога го видоа, се зачудија. И мајка му рече: "Синко, што не направи така? Ете, татко ти и јас се измачивме барајките." А он рече: "Што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот отец?" Но тие не ги разбраа зборовите што им ги кажа он. И слезе со нив, па дојде во Назарет и им беше послушен. А мајка му ги пазеше сите тие зборови во срцето свое. Додека нашата блажена мајка стоеше во подножјето на крстот, таа можеби се присети на она време кога Исус на 12 години остана во Ерусалим 3 дена. Нашата блажена мајка и свети Јосиф се вратие во Ерусалим и упорно го бараа Исуса. На крајот го најдоа во храмот со учителите и верските водачи. Во тоа време, додека детето Исус беше меѓу учителите израелски, тие беа многу импресионирани од него. Тој им поставуваше длабоки и испитувачки прашања и покажа голема мудрост за неговите години. Светото писмо вели дека сите што го слушаа се восхитуваа на неговиот разум и на неговите одговори. Болно. Само 2 децении подоцна, нашата блажена мајка ги гледаше истите верски водачи како го прашуваат нејзиниот син упорно и одново. Во текот на тие 3 години од неговата јавна служба, нашата блажена мајка виде дека верските водачи се против нејзиниот син, барајќи начин да го фатат, да го обвинат и да ја дискредитираат неговата длабока мудрост. Каква разлика направија годините? Она што мислеа дека е интересно од страна на 12 годишник, го протолкуваа како заканувачко од страна на 30 годишник. Верските водачи сега беа љубоморни и завидливи. И првенствено поради нивната обновена злоба, таа стоеше пред својот распнат син, гледајќи во него, додека ја принесуваше жртвата со својот човечки живот. Во нашите собствени животи може да откриеме дека луѓето се свртуваат против нас кога стануваме поблиски до нашиот Господ и нашата блажена мајка. Не треба да очекуваме ништо помалку од односот што го доби Исус. Луѓето кои некогаш беа наши пријатели, понекогаш ќе станат наши најголеми прогонувачи. Размислете денес за секој искуство што сте го имале со оние кои се свртеле против вас или ве предале поради вашата вера во Христа. Иако не секој го доживува ова на ист степен како нашиот Господ, но кога такво нешто ќе се доживее, може да биде извор на збунетост, повреда, гнев, па дури и очај. Додека нашата блажена мајка гледаше како се зголемува суровоста кон нејзиниот син, таа ќе им прости на оние верски водачи што се однесуваа кон него на таков начин. Таа ќе покаже милост кон нив и ќе се моли за нив и покрај нејзиното сопствено страдање. Повикани сме да го сториме истото,
наследувајќи го нашиот Господ и нашата блажена мајка. Драга моја блажена мајко, кога Исус беше дете, ти беше изненадена од реакцијата на верските водачи во храмот, додека го слуша и се воскитуваа на неговата мудрост. Исто така, ти виде дека и истите тие водачи се свртуваат против твојот син за време на неговата јавна служба. Гледаше како нивната наклонетост кон него се претвори во омрза, а нивното восхитување се претвори во љубомора. Драга моја мајко, кога се обидувам да действувам како орудие на твојот син и да ги кажувам неговите мудри зборови, не сите ги прифаќаат. Моли се за мене секогаш да простувам и да прифаќам недоразбирање и подсмев со истата вера и надеж што ја имаше додека стоеше под крстот. О мој Господи Исусе, никогаш не престана да му ја објавуваш на светот твојата совршена мудрост и љубов. Иако многумина ги прифатија твоите зборови, сепак многумина не ги прифатија. Помогни ми да бидам свесен дека сум повикан да одам по твоите стапки. Помогни ми никогаш да не се соблазнам или зачуден од прогонството на себе или на другите. Чувај ме да бидам верен на тебе и верен на навестувањето на твоето свето слово. Пресвета Богородица, моли се за нас. Исусе, верувам во тебе. Со Богородица стоиме под крстот.